Почитувани присутни, поздравете го председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, лидерот на опозицијата Бранко Црвенковски. Добро вечер, Охрид. Добро вечер и за Пештан, и за Трпејца, и за Лесковец и Алкошери, и за Волино, и за Мешеишта и Требеништа. Добро вечер, моја Деварцо. Добро вечер, драги пријатели, наши борци и соборци во битката за правда и слобода. На почетокот сакам да ви се заблагодарам. Сакам да ви искажам мојата почит за вашата пожртвуваност, за поддршката што ни ја дававте, за довербата во нас што ја имавте во изминативе 2,5 месеци во одбраната на демократијата, на уставот и законот, во одбраната и честа на достоинството на македонскиот човек и македонскиот народ. Заедно со вас организиравме десетици, стотици протестни маршеви, собери, блокади, митинзи, ширум цела Македонија. Илјадници луѓе секоја вечер ги полнеа улиците и плоштадите на македонските градови. Конечно се пробуди желбата, се покажа волјата, па ако сакате и наетот на нашиот човек, на нашиот народ да се побуни, да се бори, да се пружи отпор против оваа тиранија, против оваа здисана и забегана власт, против оваа диктатура на еден човек и една мала група луѓе околу него. Уште еднаш се покажа дека нашиот македонски народ може многу да истрпи, може многу да издржи, но порано или подосна чашата ќе се прелее. И тогаш кога ќе се крене, кога ќе тргне, нема сила што може да го уплаши, нема сила што може да го запре. Благодарение токму на вас, почитувани граѓани, благодарение на вашата упорност, на вашата верба и доверба, на вашата решителност, предвремени парламентарни избори ќе има. Нека го искривува договореното Никола Груевски и ВМРО ДПМН колку сакаат. Нека се и наетат. Лажно нека читаат, уште полажно нека преведуваат. Ја не го решил спорот со Грција до јуни, за нив бегање од соочување со народот и со големата, со огромната народна казна нема да има. Бојкотот е прекинат, но отпорот продолжува. Како што се договоривме, до крај, до конечна победа. А вас, почитувани граѓани, ве повикувам да не го чекаме септември. Да ја завршиме работата многу порано. Еве шансата на локалните избори на 24 март. Еве можноста во еден ден вашиот глас да се брои 2 пати, да заврши 2 работи, да извојува 2 победи. Првата победа за локалната власт. Охрид и Дебарца во изминативе 7 години беа едни од ретките слободни територии во Република Македонија од преродбата окупирана. 7 години оваа власт кон Охрид се однесуваше како да е туѓ град, а не наше најголемо богатство и светилиште. Не само што не даваше никаква поддршка, туку постојано обструираше и блокираше. 8 години оваа општина работи со блокирана сметка, заради долгови, заради 10 милиони евра долг направени во претходниот период. И пак, општината се градеше и се развиваше.
Аце Петревски покажа дека и во такви услови се можело. А замислете, почитувани граѓани, барем 5% од парите што владата ги истураше кај Коце Трајановски, кај Тодорович или Ивица Коневски. И тоа за што? За камења и бронза, за лавови, за фонтани, за жални врби, за огради на мостови. Барем 5% да дојдеа на сметката на општина Охрид за паметни проекти. На што тогаш ќе личеше овој град? Се сакам да му одам признание за уште една работа. Ако некој градоначалник бил изложен на специјална војна од оваа власт, на перманентни контроли, закани, пријави, на милиунски хајки, дискредитации, на разноразни лаги и конструкции, тоа е тој. И никогаш не го скршија, никогаш не го уплашија, никогаш не го поколебаа. Не само што ги издржа, туку достоинствено им се спротивставуваше, им прекосеше и секогаш на крај ги победуваше. Вистински борец за оваа битка што ја водиме и која мора да ја добиеме. Почитувани граѓани, драги пријатели, на 24 март имаме можност со нашиот глас да завршиме уште една многу поважна, многу поголема работа. Имаме шанса да им вратиме, да им наплатиме за се. За 7 години малтретирања, притисоци, закани и заплашувања, за сите понижувања, газења и подценувања, за сите полициски инспекцијски казни без било каков основ изречени, за сите списоци за гласање со закани направени, за сите откази и деградирања по партиска директива спроведени, затоа што не направија земја во која човек се плаши на телефон слободно да говори, а за политика сегде се шепоти. На 24 март имаме шанса да им наплатиме, затоа што 7 години безобразно лажат и манипулираат, затоа што сите критички настроени телевизии и вестници ги затворија, затоа што МРТВ, Сител, Канал 5 и уште многу други станаа пералници за човечки можноси, затоа што во однос на слободата на медиумите не однесува во друштвото на Нигерија и Венецуела. Треба и мора да им наплатиме, затоа што не направија земја првак, светски првак по мизерија, заради сета беда и сиромаштија во која живееме, заради сите блокирани сметки, активирани хипотеки, судски извршители на нашите врати, заради цените што секој ден растат, заради скапотијата од која повеќе не се живее, заради огромните долгови што ги направија и за враќање на наш грб ги оставија. Драги пријатели, на 24 март мора да им наплатиме за сите народни пари што ги искрадоа, за сите наместени тендери и лажни анекси, за сите фирми и бизниси кои со уцени ги презедоа, за сиот рекет што стапанството го наплатија. Мора да им се врати, мора да им се наплати, затоа што како народ не поделија и меѓу себе не испокараа, затоа што со сила не делат на наши и ваши, на патриоти и предавници, на верници и неверници, на транзиционери и преродбеници, на антички и словенски, затоа што испокараа брат со брат, татко со син, другар со другар, затоа што 7 години ни продаваат лажен патриотизам и колку тие стануваат поголеми патриоти, толку Македонија оди надолу, пропаѓа, бележи порази. На 24 март треба и мора да платат и за убиството на Марти Нешковски, и за монтираниот судски протест против Љубе Бошковски, и за притворот на семејството на Дуле Млекарот,
и за тепањето на студенти на Скопскиот плоштад, и за законот за стечајци, и за бруката, за театарот што го направија со законот за бранители. На 24 март треба да ги стигне народната казна за 24 декември. За она брука и срамота, за она убиство на демократијата, за она газење и на устав, и на закон, и на деловник. За тоа што на криминален начин донесува буџет, за да можат на криминален начин да ги трошат народните пари. За тоа што среде парламент тепаа народни пратеници, малтретираа и бркаа новинари. Драги пријатели, уште 2 дена да бројам кои се нивните грешки, кои се нивните греови, кои се штетите што ги направија на овој народ и на оваа држава, пак малку ќе биде. Заслужуваат и да бидат казнети и никогаш да не им биде простено. Почитувани граѓани, локалните избори на 24 март се можност да покажеме дека не е единствената Македонија она на Никола Груевски, понижена и подценета, послушничка и корумпирана, режимска и закопана во лажно минато и во уште полажна сегажност. Ајде сите заедно да покажеме дека има и една друга, многу подобра Македонија, храбра и горда, борбена и слободарска, демократска и правдолюбива, Македонија свртена кон иднината. Тоа е нашата, тоа е вистинската Македонија, подобра, туку е и побројна, и посилна, и помоќна, дека тоа е победничка Македонија. Победата е пред нас, победата ќе дојде, наша победа за наша Македонија.